Министерот Николовски нуди на оризопроизводителите нови 5 денари дополнителна субвенција за откуп на оризовата арпа. Смета дека предлогот на следната владина седница ќе добие зелено светло и веднаш ќе започне да се реализира. Сметам дека тоа ќе биде прифатливо и за самите оризопроизводители, а целта е да го решиме проблемот да биде предадена оризовата арпа, да се раздвижи пазарот и да се зголеми откупната цена со дополнителна поддршка од државата. Нашиот предлог ќе биде 5 денари по килограм дополнителна субвенција за предадената оризова арпа. Оризопроизводителите контра предлогот на Николовски бараат 5 денари не за килограм, но сметано од површина, конкретно од хектар добиен ориз. Не се согласуваме со таа, од проста причина што повеќе илјади тони на оризова арпа е откупена. Значи тие луѓе нема да можат да влезат во таа програма. Таа е временски ограничена, треба да биде од 1 до 31.12, што индиректно ќе предизвика смалување на цената. Мерката треба да биде по површина, односно по хектар, 3000 денари по хектар, значи од прилика пак доаѓа некаде по 5 по килограм. Земјоделците го потсетија министерот дека и сегашните откупни цени од 18 денари за оризова арпа не е исплатлива за нивниот вложен труд. Со 18 денари ние само ги покриваме нашите производни трошкови, дека откупната цена на оризовата арпа треба да биде околу 25 денари, да не биде помалку од 25 денари, за да можеме и ние да имаме нешто фајда од производство на оризот. Министерот со контрааргумент. Ова е година во која што согласно очекувањето очекуваме 17.000 тони оризова арпа, од која што само мал дел, односно 18% е предадена. Николовски најави владина финансиска помош за како што оцени со години за поставениот единствен македонски институт за ориз во Кочани. Ова меѓу другото се слушна на денешната работна средба од негова страна со оризопроизводителите од македонскиот исток одржана во Штип. Средбата е во рамките на серијалот работни средби на Николовски со луѓето од агробизнисот со единствена цел – квалитетно унапредување на оваа мощна, профитабилна и базична стопанска гранка.